Добар ден, драги мои, добре дојдовте на мојава следна емисија. Лидерството е едно нешто кое што многу пати сме го слушнале до сега, но најчесто кога ќе слушнеме за лидерство, обично во нашата свесност е, барем во мојата свесност, било некој маж, така во некое сако, во некое дело, лидер на некоја голема корпорација, на некоја голема организација, лидер на политичка партија, на некоја држава, можеби, нели? Тоа е тоа кој што се врти во нашата свесност, што е лидер и како изгледа еден лидер. Но денеска ќе зборуваме за тоа што на вистина е лидер, каде можеме да најдеме, нели, лидери во нашиот живот и кои се вистинските лидери, што е тоа што не прави нас или па некој друг да бидеме лидери. Ќе зборуваме за лидерството, но да првен да ја представам мојата гостинка, со која што многу убаво ќе зборуваме во врска со оваа тема. Мојата гостинка денеска ги пополнува сите коцкички, значи прави чек на сите коцкички во однос на тоа што, нели, зашто сум јас тука и со кого јас сакам да разговарам. Значи тоа е мајка на 2 деца, исто така е посебен родител на дете со нетипичен развој, е едукатор и е една многу инспиративна жена. Значи, мислам дека како за прв гостин, кога размислував кого сакав да го викнам, она ги, нели, сите тие коцкички ги пополнуваше и затоа мислам дека ја има честа да биде мојот прв гостин. Значи, добре дојде на Ирена Јакимова. Добре ми дојде. Благодарам на поканата, добро те најдов и многу ми е драго да сме на оваа маса да разговараме. Така. Драго ми е на мене и кога размислував, нели, пред да го почнам подкастов и еден ден седнав да видам кои се луѓето на Facebook, почнувајќи од тоа, кои ми се пријатели на Facebook, кои луѓе ги познавам и почнав да си правам листа, нели, кои сакам да викнам, кои луѓе се инспиративни во мојот живот, пред се во мојот живот, кои што ме допреле, каде што сум слушнала нешто убаво од нив. Мислам дека ти беше првата, таму некаде помеѓу првите и еве, тука си на првото место. Накратко, пред да одиме на тоа што правиш ти, која си ти, сакам моето малце искуство да го кажам како ние сме се споиле во оваа реалност. Имено се знаеме скоро 7-8 години, ако не се лажам, кога прв пат ме покани на Point of View, на техниката. Мислам, сега од прилика знам дека тоа беше техника за работа на себе и можеби работа во тимови. Нешто интересно, нешто ново кое што јас до тогаш го нема видено и кога, нели, седнавме да работиме, да ни покаже што точно што се случува сега со слики, да на крај на часот беше као леле, колку многу работи може да се видат само од слики. Да. Само од слики, од тоа што мислиме ние и како ние се врзуваме со сликите. После ќе ни кажеш малце повеќе и за ова. Второто нешто на кое што се споивме беше кога јас, нели, се обидував да го направам својот бизнис во АВРМ, обуката која што ми беше учителката, значи ти си едукаторот, беше учителката која што ме воведе во светот на бизнисот, што се треба да се направи од онаа страна која што не ја гледаме за бизнисот, и што е важно за да може да се тера еден бизнис. И на третиот да речем начин или па на третиот настан на кој што се видовме беше ти си таа, значи обуката пред лани што беше за жени лидери, каде што си поминав многу убаво и многу работи ми светна во тие неколку дена додека бевме заедно. Но, тоа е моето искуство, како ние сме се сретнале. Првото нешто што, еве, ќе го кажам, значи, ти, Ирена, си тренер за женско лидерство. Молим те, кажи ми, прво, што точно тоа значи во твојот живот, како компанија, а понатаму ќе зборуваме за лидерството, значи, како ти го гледаш лидерството, како во нашата реалност, да речеме, еве во Македонија и во нашиот живот лидерството го гледаш, го забележуваш и што се обидуваш можеби ти да смениш и што можеме ние заедно да смениме во тоа чувство што е лидерство, кој може да биде лидер и нели како може да биде лидер на било што.
повели. Да, ти благодарам уште еднаш многу и за убавото представување и сите тие точки низ кои што сме се сретнувале. Ќе се навратиме и на нив. За женското лидерство сакам да кажам дека е една од моите специјалности, бидејќи во програмите ти си таа, кога работам со жени, било сама или со други колешки заедно. Обуката што ја спомна е флоу во соработка со Илина Ведран и Викторија Јордановска. И тоа е принципот на женското лидерство, што повеќе соработки. Велам, кога работам со жени, не значи дека само на лидерство работиме. Всушност, ако сакам да ја прецизирам во таа моја специјалност, тоа е некој вид зајакнување, јакнење, од англиски empowerment, просто не можеме да го преведеме, а сакам да го преведам како будење на моќта, односно преземање, активирање на моќта. Не ги ојачувам јас или кој било тренер и едукатор, некој од надвор, туку помагаме со нашата секако професионална обученост, начини и принципи и со нашата личност и верба да особено жените си ја почувствуваат, земат својата моќ и да ја користат. Сега отидовме во насока на зборот моќ, power, често се поврзува со лидерство. Сакам зборот моќ да го подразбереме во една просто флуидна и поширока смисла, не она нели моќ, еден човек на друг или група луѓе на други луѓе, нешто грубо, нешто силно, туку моќ е дури нешто ситно и суптилно секојдневно, каде што на пример ние велиме можам јас ова да го направам сама, можам јас да се погрижам за себе и можам да побарам помош во ретје, не морам се сама. Имам моќ да донесам поинаква одлука. Нели? Збориме на таква моќ, просто една невидлива. Убаво рече ти во воведот, ние низ историјата, низ вековите, примери за моќ и за лидерство, најмногу, да не речам 99%, сме гледале од машката страна, односно мажи како лидери на нешто поголемо. И често кога држам обука за лидерство, односно компарирање што е лидерство, што е менеджмент, кога ја прашувам групата, таму може да е и мешана група, нели? Што подразбираме колку луѓе треба да водите за да сте лидери? Сакам да го разбиеме тој поим дека треба, па некојаш ќе речат, па барем двајца, барем три, среќа некој од нив ќе речат доволно е само еден и себе си. Тоа е мојот поим за лидерство. Нели? Да умееш прво да се водиш себе си, што значи да се водиш себе си, да се познаваш, како размислувам, како реагирам, како носам одлуки, како бирам одреден став или однесување. И под став, ако подразбереме можам, не можам. Тоа се ставови. Еден став е можам јас ова, еден став е не можам ова. Смеам јас ова или која сум јас да го направам ова. Тоа се ставови кон нешто. Значи, да ги бираме нашите ставови, нашето однесување, тоа е владење, водење на себе. Да се водиме во насока на она што најдобро можеме да бидеме. Она што најмногу можеме да бидеме во својот живот, во нашата околина, во општеството, па да речам, нели, за што сме на планетава Земја во овој одреден период како луѓе. Лидерството го подразбирам како исто така, како давање пример со својот живот, со своите активности. Лидер си ако нешто започнеш за прв пат или охрабриш и други нешто да започнат. Лидер си ако покажуваш по инаков начин на справување со некои ситуации. Лидер или лидерка, можеме да го шириме. Си ако речеш ајде па поведеш луѓе, ајде ова да го направиме, ајде заедно да го направиме. До големите форми и до она за што се залагаме, што повеќе жени на лидерски позиции. Нели, зборуваме за позиции каде што имаме формална задача да водиме, да управуваме, било да е тоа компании, корпорации, било да е тоа различни организации, како рече типа и држави и така натаму. Тука нема доволно жени, не велам дека по секоја цена и сите жени, но има многу квалитетни жени кои што можат да одговорат на прашањето или како да речам на задачата. Да. И низ праксата или низ минатото многу често не им се давало шанси на жените, имаат многу пречки и препреки да се најдат на такви улоги и позиции.
но може ќе се навратиме подоцна на тоа. И јас велам, жената ако може да води домакинство и семејство, може да води и држава. Држава е едно големо домакинство или една економија. Да, токму тоа сакав ја. Тоа ми беше идејата кога размислував на каде сакаме да одиме со овој разговор. Што ќе биде инспиративно од сето ова што ти си го искусила со тоа што ти го работиш, тоа што јас го работам. Зашто сакам, нели, гледачите да си отидат со нешто вредно од сето ова. Баш така како што велиш, ако ти можеш едно семејство прво да го спуштиме зборот лидерство, нели, од толку некои високи планини невозможни дека може да биде лидер само маж, нели, или може да биде на кој знае каква компанија, или мора да биде на држава или политичка партија, нели, главните тие перцепции да го спуштиме на она вистинското место, каде што јас велам мајката е првиот лидер. Нели, воопшто кога размислуваме за семејството, зашто ќе речам мајката, кога ќе дојдат во брак маж и жена, нели, сега тие си се водат самите себе, можеби некако некој ќе го води домаќинството, ама сепак, нели, мажот ќе земе едни обврски, жената други, секој во своите капацитети, но кога ќе се роди детето, најчесто мајката ја превзема таа улога да биде лидер, значи да ги даде повеќето од убавите, значи да речам и важните животни вештини, кои што се многу важни за тоа дете. Таа е таа кој што ќе ги дава добрите примери, значи ќе го води во животот, како тоа да оди низ животот. Затоа сакав да одиме во тој правец каде што мајките денеска треба да разберат дека тие се првите лидери. И свесноста треба да ја ставиме на тоа дека да, јас сум лидер на ова семејство, на ова дете, и дека тоа гледа во мене. Нели, целиот негов свет сум јас, посебно во раниот детски развој, кога детето ги гледа родителите со очи без никаква дискриминација, дека што и да направат, тоа е тоа кое што треба да го правам. Па дури и неубавите работи, значи не секогаш лидерите прават, посебно оние кои што несвесно влегуваат во нешто, нели, лидерите кои што несвесно влегуваат и водат кон работи кои што не му служат на животот, не значи дека секогаш треба да следиме такви лидери. Нели, на крајот од денот, но секако родителите со најдобрите намери, не велам дека секогаш они го прават најдоброто за детето, прават но колку што знаат и умеат, но кога ќе ја ставиме свесноста на тоа дека да, јас сум лидер, веќе поинаку малце ќе се чувствува секоја мајка кога ќе си го даде на себе си овој убав, да речам, висок, голем идентитет ќе си го стави на себе. За разлика од оние идентитети за кои што ама јас не можам, ама јас сум нели некаде ниско, па немам глас, па немам можност. Мислам дека ваквите идентификации за ваквите зборови, за ваквите функции треба да се ги ставиме полека, затоа што природно ние го правиме сето тоа, без да мислиме. Ние сме лидери. Да, те слушам дека зборуваш за ситуационо лидерство. Впрочем, едно договарање кој кога ќе води во семејството, за што, за која тема. Но веројатно сакаш да поттикнеш одговорност и иницијатива и излегување од менталитетот на жртва. Да. Од излегување од енергијата, сваќањето дека од нареченото сирота јас. Да, нели, многу се мене повеќе некој нешто ми прави. Многу повеќе излегување од моментот на јас сум жртва, јас морам и на начинот на кој што морам, затоа што на крајот на денот кога ќе погледнеме која активноста која што една мајка ја прави, дека ќе сготви, ќе измие садови и така натаму. Значи одам од најпростите аспекти кои што кога ќе ставиме свесноста што сакам моето дете да научи, што сакам ја моето дете да земе како вредност од тоа што јас го правам и знам дека ќе му вреди во животот понатаму. Дури готвењето, ако јас сум во свесност дека јас сум лидер, дека он ме гледа како лидер, ќе го правам со радост, ќе го правам со спокој, ќе го правам со креација убава, со радост во тоа што го правам, затоа што сакам да го види, сакам да го земе такво какво што јас му го давам. Да, ние сме главните примери на нашите деца во раната возраст. Мајката е можеби во првите години, таткото стапува на сцена, да речеме 5-та, 6-та, 3-та, зависи од детето. И ние сме примери
на нашето дете што значи возрасен, што значи исправно, неисправно, нели? Ако ги ставаме во некои рамки или кутии. Што значи свет, што значи живот. Сите тие поими сме ги усвоиле ние од нашите родители и кога сме родители, ја имаме таа задача да ние пред нашите деца тоа го покажеме. Би рекле, нели, отелотвориме, да бидеме поим за некој поим, односно да бидеме пример за некој поим што сакаме да го научат. И тука доаѓа таа работа на себе, нели? Работа на себе и често знам да кажам, личен развој не е луксус, не е хоби, не е кога ќе имам време ќе се развивам. Личен развој е наша задача, наш повик, наша мисија. Просто како што се учиме да јадеме, да возиме точак или кој учи кола, личниот развој е задолжителен, затоа што од личниот развој понатаму ќе не излезат други резултати и други успеси, други цели ќе постигаме. Како јас се менувам себе си? Како согледувам дека во одредени ситуации можам поинаку да реагирам, поинаку да се однесувам, поинаку да настапам, поинаку да се спремам за тие одредени ситуации. Кога и како, сега зборувам за жените, ја предавам моќта без да сум свесна дека ја имам. Кога на друг давам да одлучува за се или кога велам јас не можам ова, не можам она. И при тоа не без да ги поттикнувам жените дека треба да можат се. Напротив, се залагам за обратното. Некако женското лидерство и женската еманципација на моменти не избегнува од контрола, би рекла, и многу од жените ја сваќаат и таа е и поддржана, наметната од медиумите и комуникацијските канали, дека мора да сум силна, мора да можам се. Она што го правев до сега да натоварам уште 3 идентитети, обврски се, па да сум таква и на работа, и дома, и надвор, и со пријателки, и со партнери, со се. Тука треба да внимаваме, оти не е тоа јакнењето, и не е тоа лидерството, и не е тоа нели оснажување или имање на нашата моќ. Од една страна, како што велиш, значи ние треба да се научиме веќе како да бараме помош и поддршка. Да побараме, да примиме дека тоа не е страшно, дека тоа не е лошо, дека тоа не е срамота, дека тоа не е слабост. Да, не треба да сме супермен, односно супервуман, за да бидеме автентични и вистински. Во овој свет така како што е сетиран, каде што машкиот аспект на вистина долго време влијае на многу работи, економија како машки аспект на светов. И сега затоа и самата јас од моје искуство, нели, кога ќе ти затежи животот и кога едноставно зимаш премногу товар од страв, не можеш да препуштиш затоа што ни самата не знаеш ти како да се справиш со некои работи, а камоли па да му дадеш на некој или да му побараш помош, не знаеш ни како да му побараш помош пред се. Кога ќе се товариш толку многу од сите страни, да бидеш и таму, и таму, и таму, и таму, и преоѓаш во машкиот аспект, каде што јас, како што велам, едно време станав машка жена, тотално не внимавав на својот женски аспект, и тоа заврши по мене физички недобро, да речам, здравствено заврши неубаво. Да мораше, нели, телото да ми рече чекај малце подзастани, затоа што наваму нема веќе одење. Мораме да се вратиме, тенденцијата на телото си го носи, нели, женската страна, тој што има повеќе, жените најчесто ја имаат повеќе, нели? Треба да се грижиме за незе. Она што преска го спомна, моќта и силата, онака како што во еден наврат со големиот син нешто разговаравме, како ние тоа го испообјаснивме, ама што е сила, што е моќ. Мажите имаат силата да дигне еден вол и да го пренесе. Да. А жените имаат моќта да ја гушнат целата куќа. Целата куќа и да направи леп, и да гушне деца, и да измие и се. И ти треба да се навистина моќан за да држиш едно нешто така толку силно. Силно, да речем, и сила, и моќно, нежно, како што го представи ти. И сакам тоа да биде оно кое што јас ќе го зборувам гласно, кое што ќе почнат жените за себе да почнат да го прифаќаат. Значи, не е работата ние да одиме да се степаме со некого. Туку кога ќе бидеме во себе доволно добро, кога ќе бидеме доволно добри за себе,
ние ќе почувствуваме каде можам јас да пуштам. Каде мене ми треба некој да дојде да го скрши зидов, затоа што не морам јас да го кршам. Чак, од друга страна, мажите, нели, и сега, да речам, во семејствата каде што се измешани тие енергии, каде што мажите не се чувствуваат толку машко, а од друга страна затоа што тоа им е одземено, па многу има на токсик маскулинити каде што па премногу одат во таа страна. И тука само се одвојуваат од себе мажот и жената некако, наместо да се спојат секој со својата убавина, со нежноста, со силата, да работат заедно, но искуствено, повторно ќе речам, за да ова се врати, требаше јас прва да се менувам. За да се врати таа убава комуникација во семејството, треба ние првено, јас требаше да се сменам, ја требаше да пуштам од себе, дека морам да ги кршам сите зидови, јас требаше да разбирам дека да ја можам да земам некаде нешто повеќе како функција. Еве сега и подкастов ќе речеш уште една активност, што би рекла, ете уште едно нешто почна. Да, ама квалитетот на тоа што ќе го правиме и тоа што ќе го избереме да го правиме, треба да го измериме. Каде оди овој квалитет? Кон кој дел од мене? Што придонесува? Така да полека нежно треба да го менуваме. Точно, еве кога си избрала ти оваа активност, убаво велиш прашањето е како ова допринесува за мене, за мојот развој, моето добро чувствување, како јас оваа реализирана именјачка Ирена, Ира што инспирира, како јас после ова одам дома во семејството, така, колку ова ти носи, ти пружа и како ова делува на пошироката заедница, како ти со ова помагаш и будиш, инспирираш, освежуваш и други луѓе, квалитетот на ова. А како кога наместо ова би одбрала да товариш уште малку или да правиш некои машки работи дома или да нема машки женски работи, но нели да избираш нешто само да покажеш колку си силна. Сега јас ќе земам, јас ќе пазарам секој ден, јас ќе правам ова, јас се дома, а нешто што би можел и некој друг да го направи подеднакво добро, ако не и подобро. Било да е сопругот или да побараш домашна помош и така натаму. Тука е таа разлика кога велиме што да правиме ние, како да бираме што правиме. Да се навратиме на темите машко-женска енергија, машки принцип, женски принцип. Убаво што ги спомнаа, и нас тоа никој не учел. Да. Никој јас го научив на подоснежни години низ едукација, барајки, учејќи што е ова што се случува и научив и сватив дека реално сите имаме баланс од двете енергии, кај нас и треба во двете да ги користиме, да влегуваме и во женскиот принцип на делување и во машкиот принцип. Женскиот принцип повеќе работи на бидување, being, каква особа сума, машкиот е повеќе правење, повеќе има логика, има редослед, има цел и така натаму. И, значи, ние како жени, секако дека не можеме да останеме цело време во таа креативна, само being. Во еден момент треба да правиме нешто. Замката е што ние премногу правиме, се мора ние да направиме, да однесеме од овде до онде, нели, физички да го направиме ние, а не некој друг. И тука е замка и перфекционизмот. Дека јас ако не го направам, некој друг не знае подобро. Знам примери за жени кои што ги критикуваат и бркаат мажите од кујнаот и не ги измиле садовите соодветно или не ги пружиле алиштата соодветно, па ги преправаат. И каде е тука нели рамноправно свое место? Значи да пуштиме некои работи дека реално не мора ние се да правиме, дури просто да пуштиме некогаш на енергијата, универзумот, трпение, да имаме да тоа се случи, да дојде, нели, да не форсираме, туку да стануваме. Поважно е прашањето каква особа треба јас да бидам за да ова ми се реализира, отколку да земам да буткам да го реализирам. Убаво е што спомна токсична или ранета. Постојат поими ранета машка енергија, ранета женска енергија, ранета како повредена. Повредена. Не како хранета. И пак тоа некаде доаѓа од детството, од видени примери, незадоволени потреби и токсичната женска енергија или таа ранета, вундит, повредена женска енергија, значи нецелосно реализирана, знае да оди во крајности или оди во пасивна жртва, па трпи се, ја предава својата моќ,
Или оди во, како да го речеме, пример на некоја која што се однесува, како би рекла, размазено, захтевно, бара, од ништо не е задоволна, постојано бара, зема и значи тоа се две крајности на нереализирана, незадоволна женска енергија или женски принцип. Исто и кај машката. Или оди во некое гунџало кое што постојано се жали, или оди во агресивец кој што мисли дека така се покажува машката енергија. Зрела и реализирана машка енергија не повредува жена, не е цинична, не по секоја цена потреба да се надпреварува или да покажува сила, туку е тука да својата машка енергија произнесе и прикаже токму низ тоа. Заштита, обезбедување за женската енергија, за семејството и ако е семејство во прашање, нели некојаш зборуваме и само за партнерски релации. Така што наша задача и цел би било ова да го спознаваме, откриваме и да го наоѓаме балансот во себе. Да. Балансот, значи твојата женска енергија го креирала ова и се создадоа услови. Твојата машка енергија доаѓа, го прави, го организира, се јавува, го прави, доаѓа, седнува, говори, го едитира, како би рекол, уредува, монтира и така натаму, го прави тоа. Ете, тоа е спојот. Тоа е спојот зрел и здрав. Така. И кога ќе земеме во текот на денот, ќе се вратам пак на мајките, бидејќи ние сме мајки и многу полесно можеме да зборуваме од оваа позиција, затоа што искуствено зборуваме во секој аспект на што и да се случувало во животот. Се вратиме назад, нели? Да, лидерството во семејството е една приказна, од каде што почнува сето она што ние го создаваме кај нашите први луѓе кои што не следат, нашите деца, и тоа што нешто сакаме да им го дадеме како вредност во нивниот живот. Да, понатаму и го водиме и семејството во некои аспекти и нели се што правиме дома. Но она што сакам да те прашам, на пример, како посебен родител. Колку бидејќи јас знам за себе како посебен родител дека е попредизвикувачко да имаш дете со посебни потреби. За разлика од нели типично дете, ти имаш типично, ја имам две други типични деца. Колку тој предизвик тебе ти даде, например, ти даде или ти одзема од твојот капацитет да бидеш поуспешен лидер? Не само дома, туку и во твојата работа. Кога збореше ова ми дојде идеја дека всушност ние сме родители со посебни потреби, а децата имаат потешкоти во развојот. Сите ги имаат истите потреби, а ние имаме посебни потреби. Навистина не е лесно. Не е лесно, напорно, непредвидливо. Да. И многу често се чувствуваш немоќно. И од тоа, од тие темни моменти или моменти на немоќ, можеме да просперираме ако научиме како да ги согледаме и да излегуваме од нив. Она што јас го работам, изучувам, истражувам, знам невронауката, како функционира човечкиот мозок, коучингот, едукацијата на личниот, ми помогна да полесно го разберам случајот, состојбата со мојот син. Иако имав и искуства да гледам, да негувам болни, со мајка ми се случуваше болести, така. Значи не ми е прв пат да бидам давател на услуги на негувател и грижа за некој што е во ситуација. Продолжи. Значи, мојата едукација и работата ми помогнаа да се носам со ова посвесно, поспремно и ситуацијата цела и состојбите ме научија како да станам уште подобра како личност и во деловниот дел, да речем, во професионалниот дел, бидејќи не само што се учев, ајде да не речам се научив, кој знае. Ќе видиме до крај на животот. Имам тестчиња, се учев како да излегувам од позицијата на жртва. И као леле, пак ова ми се случува и имам помалку време, помалку енергија, помалку можност од другите, а имам желба, талент, креативност, сака, можам да излегувам од позиција на жртва, дека сум спречена, дека сум изморена или просто жал кога ќе гледам некои ситуации.
и да научам подобро да се организирам. Уште подобро, да бидам, ајде да не речам попродуктивна, но да, од денот, од животот, да правам, да применувам, да бидам што повеќе. При тоа внимавајќи да не ги исцрпувам и форсирам своите сили, своите ресурси, своето тело, здравје и така натаму. Да. И ме научи и мене и сопругот, баравме, учевме заеднички, нели, нови пристапи, менуваме ова, прави она, ние се менувавме за да помогнеме да придонесеме да тој развој стане нешто полесен и по соодветен, подобар, како би рекла со кој збор. И резултати има и резултати. И допрва очекувам, се надевам, кај мене е вербата силна и надежта. Допрва очекувам резултати, така што едно од моите пораки е човек да умее да си направи соодветен микс, бленд, или некојаш знам да го споредам со торта, да ја направи својата торта, ред ова, ред она, ред ова, ред она. Или може само 3 реда да има твојата торта, како Васина, тесто, крем, слад. Или како реформ, може да има неколку слоеви. Да умееме да го блендаме, комбинираме животот. Да. Оно што ме интересира твојата перспектива. Ти си сега успешен, значи и тренер, работиш со странство, работиш со цел свет, имаш свој бизнис веќе долго време, неколку видови на обуки за кои што јас знам, и живееш во Македонија. И си посебен родител во Македонија. И сега ти ги имаш истите, да не речам, и услуги и услови кои што ги делат него сите други посебни родители во државава. Сега, нели, попреченостите нема да ги раздвојувам, нели, затоа што сите си имаат за себе, сите се имаат пример за себе, но воопшто како посебен родител, затоа што најчесто она чувство дека да, тие се преморени, знам. И ние сме биле преморени и сме, се случува се уште да бидеме преморени, но ја губат надежта, ставајќи некако целата своја моќ која што треба да имаат, дека го имаат капацитетот да создадат нешто, некако го ставаат на системот, дека системски треба нешто да се случи, па да можам јас да создадам некоја своја вредност, нели, околу себе, за жените кои што можеби се дома, нели, кои што се во функција да ги чуваат своите деца и не знаат до кога ќе ги чуваат, можеби до крајот на животот ќе биде сето тоа, некако остануваат така без моќ, без надеж дека јас можам нешто да направам, дека можам нешто да создадам. Како ти размислуваше, можеби јас можам и покрај тоа што имам вакво дете и што се ќе се смени, како јас ќе се сменам, едноставните, можеби поедноставните начини како да почнат да размислуваат поинаку мајките, жените, па дури и татковците, значи тие се посебни родители. Сега има многу често кога жената оди на работа, мажот не оди, но што е она што како да почнам да размислувам дека и покрај се што се случува околу мене, нели, државата е таква каква што имаме, услови такви какви што имаме, што можам јас да направам, како ја да се поткренам, нели, за да почнам да размислувам дали ќе седам дома, дали ќе одам негде на работа од 9 до 5, или пак јас ќе создадам свој некаков бизнис и ќе имам слободата на моето време така како што јас сакам, затоа што од 9 до 5 јас ја немам таа слобода. А седењето дома па понекогаш ми дава, па се јас сум нефункционална, само седам дома, ништо не правам. Кој е тоа размислување кое што ќе ги донесе да речат да, добро, значи јас можам. Како да размислувам што јас можам, за да дојдам во овој правец и да, нели, да има повеќе женски лидери и во другите аспекти, не само дома да бидеме лидери. Да се реализирам во сите области. Една од рецептите прво е прифаќање на мојата состојба. Прифаќање. Да видам, токму ги спомна Поинцови, сме играли таква вежба, игра и со картичките, па сликите да ни помогна. Да видам кои се моите реални ограничувања. Сега, во моментов, може до година нема да се такви или лани биле поинакви. Кои се моите реални можности? Што реално можам? Кои се моите силни страни? Кој е мојот капацитет? Што е она што најдобро можам да го дадам, допринесам? За себе реализација, за другите. И
со прифаќање на таа состојба, окей, јас на пример да, убаво велиш, мене ми се поклопи и реално и јас никаде не можам да бидам вработена. Да одам, да ме очекува некој на време од 9 до 5, да не можам да излезам, да одам да барам паркинг од Сабајле, па да доцнам, па мене ми треба слобода, флексибилност да го управувам времето. Имав едни канцеларии, имам сега една мала канцеларија, имам дома направено, цела работна соба канцеларија на спрат. Сосема сум функционална, мојата фирма е и дома и мене ми одговара да јас го уредувам своето работно време, да планирам, да договарам, да предлагам, да закажувам во рамки на моите можности и сега како го ширам овој круг на можности, барам помош. Барам помош, кажувам. Имаше порано периоди кога јас се правев и нели јас се ќе оставев, ќе отсуствував, постепено како што почнав да го ширам и како што почна да се зголемуваат и способностите, односно да растат можностите на Лука, да може да биде полесен и за одење, за чување, да сам сработува некои работи. Јас исто си го ширев својот простор постепено. Кога можам да одам да правам, да отсуствувам, тоа постепено го правев. И важни беа моментите да сватам дека не е никаде запишано или дека е страшно што немам толку огромен бизнис или толку сати што не работам. Не е тоа важно. Важно е во оние сати што ги имаме да го даваме најдоброто од себе, не велам максимумот, оти жените правиме грешка, максимум се истрошуваме, и во професионалниот живот, и кога сум со приватниот дел, со кого и да е тоа, со ќерката, со синот, со сопругот, со пријатели, со други, нели? Тука си целосно таа личност и исто така трета техника, ако е тоа пристап, да учам како една улога, едниот дел од животот му помага на другиот дел од животот. Кога можам да ги спојам, кога можам да научам или едната моја сфера или улога да помогне на другата, и професионалната јас да помогне на јас приватната и обратно, јас од приватниот дел да помогне на професионалниот дел. Наоѓаме начини како бараме помош, се специализираме ако треба, се фокусираме повеќе, не очекуваме премногу и ова, и она. И сега ти ако сакаш 10 работи, а оствариш, не знам, 6, си пак незадоволна. Ама 4 не сум остварила. Но ако се фокусираш на 3 најглавни, на 4 најглавни, ќе ги остваруваш постепено. Да излеземе од улогата на жртва, леле, зошто ова мене ми се случува. Зошто вака, ете се, јас планирав едно, ова ми се погодува во ситуација, се ова се случи. Секој пат кога нешто ќе ми се случи, во наводници, нели, јас се преиспитувам како можев јас ова да го предвидам и како можев во друга ситуација поинаку да се спремам за ова или поинаку да реагирам или што можев претходно да направам поинаку или во оваа ситуација да направам поинаку и тогаш нема да ми се случуваат ситуации, нели, туку ќе соработувам со животот многу повеќе. Во смисла ајде ќе најпрост пример, треба негде да се стигне, да се тргне и сега треба и Лука да тргне, да излезе, да оди некаде кај што претпоставувам. Би требало да претпоставам дека не сака да оди. Така, во тој случај треба или да сменам нешто, или да почнеме 2 сати порано да се спремиме и преговараме, или друго да направам. Ако ми се случи да Лука задржува, реагира и ја негде да не стигнам кај што сум сакала, моја е одговорностот. И јас треба да претпоставам дека нема да оди ова глатко. Одење, излегувањето од дома, на пример. И учам како нареден пат ова да не ми се случи, нели? Туку да го предвидам, па да направам нешто друго, да направам друга организација за Лука, да направам друга организација за таму кај што треба да одам. Многу начини има. За секоја ситуација има многу избори начини како би можеле да и пристапиме. Но кога јас сум свесна за околностите и подобро размислувам однапред, не може да ми се случуваат толку често ситуации. Искрено кажано, сега живење со атипично дете, каде што 15 чекори наназад размислуваше што му да се случи и да се адаптираш на целата таа приказна, дури и тогаш кога 15 чекори, сега се поретко се случуваат тие работи, многу ретко веќе ми се случуваат.
Ама веќе животот те научил дека барем мене дека и ако се случи нешто, да видиме сега тука што ќе правиме. Сега у моментов што ќе правиме? Да, како ова да го решиме? Нема да мораме да чекаме, ако треба да не знам да чекаме или нема да чекаме, ќе броиме листови на дрвото, ќе гледаме колку се шарени, колку се убави. Некако мене барем времето ми стана толку вредно, толку многу вредно да не сакам ни една секунда да помине во чувството на чекање, затоа што тоа чувство го знам многу убаво. Чекаш да се случи нешто, чекаш нешто да се смени за да ти можеш да тргнеш, да направиш. Нели, трпението е тука многу мало, воопшто не ни постои кога ти си во очекување нештото не се случува така како што ти си очекувал, па немаш ни трпение да додржиш до крај дека можеби ќе се смени нештото. Активно чекање го нарекувам тој пристап и кога работам коучинг со клиенти и во компанија или индивидуално го нарекувам активно чекање, што значи додека чекаш нешто да дојде, на пример, не знам, одговор на твоја апликација, на твоја понуда, на твоја не знам, некаква реакција на видеото кое што си го објавила, на пример. Тоа па и не мора, да. Да, или чекаш да се заврши нешто за да нешто, што и да е, додека чекаме на некаков одговор или на некакви сменети околности, ние работиме на себе, се менуваме себе си, правиме нешто друго и правиме други работи. Не седиме да чекаме. Многу чест пример, кога чекаат промоција на работа, имале разговор, им веќе и ми се случило со клиентите, или чекаат одговор, аплицирале за некое место. Работиме на тоа активно чекање. Правам како да сум го добила веќе тоа. Значи, правам се, подготвувам, читам работи, пишувам работи, преместувам работи, купувам, зависи кому што треба. И си се надградувам некакви, ако треба, вештини, учам нешто, правам, што и да е. Не седиш да чекаш, нели, да се нервираш, да броиш денови, еве не се јавија, или треба да се чека 2 недели, или треба. Правиш нешто друго и чекањето си работи само за себе на страна. Да. Она што јас од моето искуство, нели, на чекање и на нечекање и кога ќе се прашуваш 100 пати дали сум добар родител, каков родител сум јас, излегуваш на лулашки, погледите се секакви, имаш од луѓе кои што се преиспитуваат, до те се ожалуваат, до се плашат и така натаму, и тогаш толку пати ќе се прашаш дали сум добар родител, па дали добро ова што го правам. И никогаш не го добив одговорот на тоа прашање дали сум добар родител, се додека јас ги земав од надворешната страна, нели, кој како мене ме проценува како добар. Колку јас се мерам на проценките на некои надворешни аспекти, затоа што за моите родители сум некаков родител, за моите деца сум сосема поинаков родител. За колешките, за комшиките и така натаму. Но во изминатиот период, нели, тоа прашање си го одговорив и тој одговор на тоа прашање, нели, дека каков родител сум јас, има само еден збор и 2-3 збора во суштина има. И ова што го зборувавме сега во суштина оди во прилог на тоа. За еден родител да биде добар родител, според мене, е да биде радосен и спокоен човек. Само радосен и спокоен човек може да биде и добар родител, и добар колега, и добар се. И кога ние воопшто се што би правеле во животот, кога би оделе негде, дека ако ова ни е секогаш главната линија на која што треба да се враќаме, да бидам јас радосна и спокојна, каде и да одиме, што и да правиме, ќе се случи ова или она и сега треба да се нервираме или да се стресувам, не. Дали ја треба да сум радосна и спокојна овде, па тоа ќе ми ја даде насоката како јас треба да одговорам на оваа ситуација. Добро, еве, и не сака да оди детето, и не му се допаѓа. Пак јас се прашувам, ако сум јас радосна и спокојна, како ќе одговорам на сето ова? Дали ќе се стресувам, ќе викам, ќе се дерам и така натаму? Така да во правец на тоа активно чекање, нели, чекање, па не е ни дури чекање за мене понекогаш, секогаш само враќање кон тоа каква ја треба да бидам, што е тоа што јас треба да бидам за да биде оваа состојба решена така, убаво на некаков начин или да го надминеме тоа што треба да го надминуваме. Така да ова мое само едно чувство кое што, нели, сакав да го надополнам на ова што го зборувавме. Да, нешто, некоја трепка изгледа ми влезе во окото и ми солзи да не сум размачкана тука или едно. Избреши се. Барам че нешто ако има. Стоп. Стоп.
полека доаѓаме кон крајот, нели, на овој разговор, ам сакав да трае малце повеќе. прибравме искрено трепките. Сакав да трае малце повеќе. Ке има прилики, Да, ке има. јас мислам дека баш и не мора да биде еден гостин, па само еднаш. Нека може еден гостин и уште еднаш, и уште еднаш, и уште еднаш, додека да се изразговараме за се. Она што сакам да им го порачаме, тоест, ако можеш ти вака некако поубаво да си го објасниш. Според мене, лидерството е работа од љубов, за разлика од менаџирањето, за разлика од, нели, кој ќе ги ставиме менаџирање и лидерство како на едно купче. Лидерството е работа од љубов, затоа лидерите имаат капацитет да ги водат луѓето. Менаџерите не толку многу, а тие се мешаат и во домаќинството, и во животот, и сега дека. Што ти имаш да кажеш за тоа? Одлично, ова си го, како да речеме, ставила во рамка. Се треба да е од љубов, реално вака, ако гледаме. И менаџирањето, и секоја работа што ја работиме, да е од позиција на љубов. Не толку дека ти толку ја сакаш, не, работата или тоа што го правиш, лидерување, менаџирање, правење, од што го сакаш, туку кога велиме од позиција на љубов, тоа е од позиција на моќ. Да. Често, ако нели сме зборувале, крајности се од љубов и од страв. Често пати имаме водење, било да е лидерство или менаџирање, како и да го каде и да го земе, водење од позиција на страв. Длабоки стравови дека не сум доволно добар или добра, дека некој нешто ќе ми земе, дека ќе ме заменат, дека некој нешто ќе ми направи и така натаму. Од таа позиција на страв, луѓето стануваат груби, агресивни. Најчесто луѓе што викаат и што се груби, тие длабоко во себе тргнуваат од некој страв. Дека другиве нема да ги разберат, дека и ред работи што ги набројав и претходно. Ти кога тргаш од позиција на ljubов, а љубовта е креативна сила, создавање. Можеме да создадеме. Тоа е моќ. Јас моќта почнавме со неа и може и да привршиме. Моќ или power на англиски е да ти создаваш нешто, да ти настапуваш, действуваш од позиција на љубов. Дека имаш моќ да менуваш. Без разлика, рековме дали се тоа ситни навики, мисла или нечие однесување или нечии околности. Кога ти тргаш од љубов, ти значи дека имаш моќ и нешто можеш да правиш, да создадеш, да менуваш, без разлика што е тоа што било претходно. И лидерството, вистинскиот лидер или лидерка е убаво кога настапува од токму таа позиција, од љубов. Да креирам, да создавам за да биде добро. Ако тргаме од позицијата дека имаме време и пак да разговараме во емисијава, во други прилики, има за сите, но не сме така учени. Учени сме дека нема за сите, дека треба да се грабаме, дека треба да се надпреваруваме, конкуренцијата како главна линија во нашето општество, каде што се дури несвесно дека ние конкурентни сме сами кон себе, дека дури она нема да бидам подобар од другиот, ќе бидам подобар самиот од себе. Нели, ќе се борам самиот со себе од вчера. Тоа дава некаков правец. И јас тоа не сакам да го тврдам така, да се надпреварувам со самата себе. Не да се надпреварувам, да се надградувам. Таа Ирена, и твојата и мојата, тие сите верзии на Ирените до сега што правеле, не донеле нас да бидеме ова што сме денес. И сега јас да се надпреварувам со таа Лани Ирена, таа ми помогнала, возможила да бидам денес. Јас денес ќе помогнам на онаа Ирена утре и кроз 5 години. А не не сакам зборот надпреварување да го користиме, а надоградување, надминување, проширување, растење можеме да го. Дури и ова, нели, да се надпреваруваш, затоа што ќе дојде моментот и во неделата каде што ќе дојде менструалниот циклус. Нема борба со тие денови. Едноставно мора да пуштиш од себе. И ако пред една недела си била нај или една недела после тоа ќе бидеш нај, не можеш ти да се надпреваруваш со денешната Ирена. Затоа што треба да ја разбереш, да ја дадеш одмор, да ја дадеш грижа, нега, разбирање, а не како сум денес, позиција на жртва е. Кај денеска ова, стомакот ме скина, не можам ова, не можам она, разбирање кон себе.
а да не отвориме темата за менопауза. Ќе отвориме. Кога не добиваш и кога други промени се случуваат. Да. Колку се тогаш жените знаат да бидат строги према себе, негрижливи, да не го зборуваат тоа во општеството, луѓето не знаат што им се случува. Оти и за тоа не учеле. Да, како и за ред други работи. Во овој мој подкаст, значи јас реков родители, посебни родители, едукатори и жени. Значи јас многу ќе зборувам за жената, за нејзините циклуси, значи во детали, значи од тоа табу темите, значи јас како да кажам, како човек веќе одамна табу темите ги ставам настрана дека нешто треба да се притресувам, дека како ќе се разбере нешто, ќе се разбере така како што сакаме да го кажеме, колку е вредно да се знаеме себе си, во кој ден сме од месецот, во кој ден од неделата сме, во кој период и циклус од животот сме. Не е исто ти да бидеш тинејџерка, не е исто ти да бидеш на 35, на 45, на 55. И колку поддршката на жените е тука, дека едно само да слушнеш, затоа што, например, посебните родители се тие кои што може да си дадат најмногу поддршка. Системот не може да одговори, посебно на аутизмот и на невродивергентните поинаквости. Просто не може, затоа што се многу сложени. Но родителите кои што го изживеале, само еден совет да дадат, тој ќе ти значи како, не знам, работа и читање од недели и месеци. Да, така исто и жените, значи не мора да го самуваме сето тоа што ни се случува, затоа што било табу, затоа што така било понатаму. Не мора да се мачиме ние во целата таа приказна, треба да гласно да позборуваме за тие теми. Многу теми се табу теми, затоа што тие се реални природни теми. Да. И ете ќе се осмелам да кажам дека се можеби ставени во пакет табу теми токму за да не и се олесни на жената. Кога жената е лесно, таа може да биде многу моќна и креативна. А ако темите од женската природа ги ставаме како табу теми и не зборуваме за нив, жените не знаат што се случува и прво е да се обвинуваат себе си. Точно. Не сум доволно добра, не вредам доволно. Спречена сум, немоќна сум, види што ми се случува. Да. Така што пошироко ако размислуваме, иде полека иде времето кога ќе се менуваат рамнотежите на силите и никој никого не загрозува или да се бориме ние, нели, машкиот свет, женскиот свет. На планетата Земја до сега и требало повеќе управување со машката сила за да се создадат нешта, ресурси, начин на функционирање. И полека оди време кога е во ред да се дозволи и на женскиот принцип за функционирање, да соработуваме што повеќе заедно. Во таа насока убаво е и да се откриваат теми, ситуации кои што ги ослабуваат жените, им го отежнуваат животот, да научат како да си помогнат, како да си дадат добра состојба, моќ во тие моменти, за да функционираат добро и за себе и за другите. Да. Отидовме и во друга тема, ама баш супер, значи ќе отвориме друга. Нешто кое што е важно за мене, важно за тебе, знам дека е важно за тебе и за сите жени е важно и треба гласно да се зборува за тоа. Сега ќе ти дадам една минутка да ни кажеш што тебе ти се случува, на што работиш, некако како ќе ги поканиш, на што би ги поканила жените во Македонија. Супер, фала ти. Гледам се повеќе што можам да работам на проекти за и со жени. Дали е тоа во компаниите, дали е тоа да отворам место за индивидуални пакети, средби. Сега најново што можам да го споделам или истакнаме, не знам кога ќе се емитува емисијата, на 5 декември имаме обука за градење личен бренд за жени, особено важна. И личниот бренд, ако го градиме паметно и свесно, може да биде добро во нашата кариера, може да биде добро за заедницата, може да биде добро ако било да имаме своја компанија или да работиме во компанија. Се што правиме свесно, а не стихино, е подобро за нас и за другите. Тука ги вклопувам моите искуства, знаење од област на маркетинг, комуникации и од личниот развој. И исто така го активирам програмот така наречен Клуб Ти си таа. Јас сите мои програми гледам да ги ставам под капата Ти си таа, така дојде некако спонтано тој наслов на една обука,
која што имаше форми и во живо и онлайн и доаѓа од она прашањето често жените се велат па која сум јас да го направам, посакам ова, јас велам ти си таа и работиме токму на тоа, на оснажување на личните верувања, на способности, вештини. Се активира повторно клубот Ти си таа, што за сега ќе биде 7-месечна програма, кој сака може да се приклучи, ќе биде по пат на месечна предплата од некоја лесна форма која што може да се лесно да се издвои, или кој сака и одеднаш, и ќе има по неколку содржини во текот на месецот, една групна коучинг сесија, некое предавање, обавезно ќе имам гостувања на други жени експертки да споделат своји знаења. Не знам јас се, ниту пак треба јас да бидам во се. И доста снимен материјал, пристап до снимени лекции, снимени видеа, работни тетрадки. Значи една онлайн платформа која што ќе има можност повремено и за средби во живо. Тоа го активирам сега, работам со некои компании, договори, преговори, некои активации за во странство. Ете, тоа е во моментот. И повторно со мојата колешка Викторија работиме на една поголема програма која што ќе ја понудиме, објавиме за женско, навистина за женско лидерство, за жени лидерки, комерцијална, отворена за кој сака да се пријави. Размислуваме и за нови проекти. Лани имавме многу успешен проект. Годинава го уствари заврши за женско лидерство, жени лидерки во непрофитни сектори и области. Значи, државни институции беа вклучени, невладени организации, една селекција на вистина онака направивме темелно. Најмногу дел каде што, еве да речем, мајките кои што не се вработени, кои што може своите капацитети преку невладена организација па да го надградат целиот тој аспект на отворени сме за идеи, И тој посебен родител, независно во кој аспект, да може да создаде вредност околу себе, па и за семејството, па и надвор за околината. Да, ова ме наведе само што да кажам. Не е грешка, не е срамота, не е па дури греф или чувство на вина ако мајката не е 24 часа со детето, дури да е со потешкоти во развојот. На детето не му треба само мајка. И на детето, јас барем сметам, посрекно е со мајка која што е и негде другде реализирана, а не го гледа ова, доживува како товар. Затоа во ред е да имаат и друга работа. Во рамки на можностите. Нели? Кој колку си може, што си сака да работи нешто друго, за да бидат срекни, да се самореализираат, да се чувствуваат како човечки суштества реализирани и покрај тоа да бидат и мајки. Да, и сега со онлайн, и со Zoom, и со има сите многу други можности. аспекти, има многу Да. Сега се и поддршки, и фондови, и финансии, и проекти, и издружувања, и извоз. Многу примери имам што поминале низ моите едукации или лично, кои што извезуваат, или кои што работат онлайн, или кои што се приклучиле па со едно друго дружение. Има кај нас доста организации кои работат на поддршка и помош на секаков вид желби и ситуации и капацитети и можности кај жени. Јас би го заклучила ова со тоа што ако тој некој родител, нели, оди кон тоа да е радосен и да е спокоен, и ако го прави тоа, нели, од таа позиција, било што, која е да е неговата, па ако треба, не знам, да преместува чичкалици, и тоа го прави многу добро, нека и тоа. Може од чичкалици да се прават и вонредни фигури. Сигурна сум дека секој човек е толку уникатен да има вредност која што може да му служи на некој друг. Тоа не мора да биде за цела Македонија или за сите. Така е, или кој знае колку обслужиш едно купче на луѓе, а јас тргнувајќи, нели, јас тргнав и се она што сега можам да речам дека сум и што го правам и како ме препознаваат, тргна од решавањето на мојот проблем. Како јас да се справам со себе и со моето дете и со моите деца. Значи не тргна од некакво сонување дека ја ќе бидам, не знам, ваква, таква, онаква славна заради XY. Едноставно тргна од оно што дома ми се случуваше и кога имав еден успешен начин како да се справам со нешто. Реков, чекај, јас можам да направам нешто повеќе од сето ова. Така е. Така го спомна зборот славна. Не е лошо да бидат славни и луѓе кои што имаат некои умни искуства да споделат, добрина и добри насоки, знаења да споделат. Денес речи си секој може да биде славен. Така. Ајде да ја зголемуваме бројката на славни личности кои што навистина создаваат некоја вредност и шират
позитивни или кој збор да го кажеме да не е излитен, како позитивни примери или знаења. Слободно биди славна. Да, инспиративни затоа што во целата оваа гужва или нојс, како го нарекла, на информации кои што се пласираат најчесто, тоа беше и мојата идеја, тај малце да го смениме, да ја смениме реалноста, малце да ја провериме како и да ја смениме. Да. Така да, тоа би било тоа за сега. Ти посакувам да бидеш славна. Фала ти многу, Сончка. И секоја жена што ќе погледне или ќе се посомнува, че ама не лесно и не ја знаеш дека не ти било лесно да ова се реализира, а не е па толку ни тешко и невозможно. Да, и баш секоја жена која ќе си посака нешто да и речеме ти си таа, штом ти тоа си го посакала, ти можеш тоа да го оствариш. Инаку не би го посакала, не би го. Точно. Ако веќе нешто се појавило така па и го туркаме настрана као не, сега тоа нема време за сега. Ако се замешкаме и со уште поубави жени, тоа вака оди многу побрзо и многу поубаво. Така да, драги мои, драга моја, ти благодарам уште еднаш. Се надевам дека со инспирација ќе заврши оваа емисија за вас и дека ќе најдете некои убави парчиња кои што ќе може да ги земете за себе. За домашна имам да ви дадам да размислувате, споделувајте што е она што можеби некаде таму позади на мозокот. Да, јас можам ова да го правам, ама не, сега немам време, немам пари, немам средства, децата, куќата и така натаму. Почнете да ги откривате кои се тие убави нешта, кои се работите кои што кога ќе почнете да ги правите, едноставно се губи времето. Па нека се колку и да се банални, колку да мислите вие дека од тоа не може да се направи бизнис, дека тоа можеби не му е на вредност на некого, едноставно почнете да размислувате на тоа и почнете вака да го туркате некаде нагоре. Имајте ми преубав ден и се гледаме следниот пат. Поздрав!